Вести на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. Денеска во Тиквешијата достојно беше одбележан празникот на лозарите и винарите Свети Трифун. Се закроја лозијата и символично се најави почетокот на лозарските работи во новата производна сезона. Председателот Иванов закрои во Демиркапија. Министерот за финансии Ставревски во Неготино. Министерот за земјоделие беше на плантажите на Тиквеш. Низ новинарски извештаи ќе доловиме атмосферата од денешната прослава. Председателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов, денеска беше во посета на Демиркапија. Таму со градоначалникот Рајче Димитриев го извршија символичното закројување на виновата лоза по повод празникот Свети Трифун. Председателот на Република Македонија доктор Ѓорѓе Иванов по повод одбележувањето на православниот празник Свети Трифун денеска присуствуваше на традиционалното закројување на винова лоза во општина Демиркапија. По церемонијалниот чин на закројување на виновата лоза, председателот Иванов на лозарите и винарите им го честита празникот, посакувајќи им богат род и уште поголемо производство на квалитетно македонско вино. Символично закројувајќи ги лозјата, овој ден им посакуваме на лозарите да имат многу богат род, да имат многу берикет, а од тој берикет винарите да направат голем квалитет, да имаме уште поквалитетно вино кој ќе го наоѓаме се почесто и на домашните и на странските трпези. Грозјето и виното се на некој начин заштитен знак на нашата земја и по неа сме препознатливи. А како што се вели во виното и вистината и затоа нека се пие вино. И градоначалникот на општина Демиркапија Рајче Димитриев на присутните на манифестацијата им го честиташе празникот, порачувајќи дека лозарството и винарството како традиционални дејности во Демиркапија имаат голем економски потенцијал. На свеченоста во центарот на Демиркапија беа доделени наградите од организираните надпревари за најдобро произведено вино и ракија во домашни услови, како и надпреварите во кроење лозови прачки и подготовка на традиционални јадења. Во согласност со македонските традиции, председателот Иванов секоја година традиционално присуствува на свечено одбележување на денот на лозарите и големиот христијански празник Свети Трифун. Вице-премиерот Зоран Ставревски денеска беше во посета на Неготино. Заедно со градоначалникот закроја во чест на Свети Трифун. Заклучно со денес, 14 февруари, исплатени се сите субвенции за лозарите. Со оваа информација денес започна празнувањето по повод заштитникот на лозарите Свети Трифун во општина Неготино. Радосната вест на лозарите им ја соопшти вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски, кој заедно со градоначалникот Ванчо Апостолов според традицијата закроија за берикетна и плодна година. Ставревски во изјава за медиумите информира колку субвенции се исплатени за лозарите и како се одвива исплатата на субвенции за останатите земјоделски гранки. Минатата година се роди богат род, имаше добар откуп на грозјето, имавме добар извоз и што е најважно, владата на Република Македонија во текот на изминатите неколку дена, заклучно со денес, ги исплати сите субвенции за лозовите насади за околу 12.650 лозари во Република Македонија. Исплативме 386 милиони денари. Тие пари легнаа на сметките на лозарите од Кавадарци, од Неготино, Демиркапија, Валандо, Гевгелија, сите региони во Република Македонија, и тоа покажува дека владата и натаму останува доследна на определбата да го поддржува лозарството и земјоделството во Република Македонија како носечки гранки. Ќе останеме и понатаму посветени на поддршка на земјоделците, но и на останатите граѓани во Република Македонија преку настојувањето да отвориме нови фабрики како што е Дрекселмаер, каде што веќе се вработија 3000 лица, и во другите региони во Република Македонија да овозможиме со нови инвестиции, со поддршка во земјоделството и со други мерки да се подобри животот на граѓаните во Република Македонија. Субвенциите се исплаќаат сосема добро според планот. Во изминатиот период вршевме исплата на лозарите, како што кажав, и тоа е целосно завршено. Исто така започна исплатата на субвенциите за тутун
Преку 27.000 граѓани, производители на тутун, веќе ги добија субвенциите за сите откупни комбинати, значи тутунскиот во Прилеп, Сокота, Алајанс и Струмица табак и останатите. Граѓаните кои што допрва ќе го продадат тутунот ќе бидат во следниот период ќе ги добијат субвенциите, меѓутоа значено е дека околу 1.200.000.000 денари веќе се исплатени во вид на субвенции за тутун. Буџетот е во добра кондиција, добра ликвидност имаме, исплатата оди нормално. Следната недела планираме да исплатиме субвенции за овците и понатака ќе продолжи согласно работата на Агенцијата за поддршка на земјоделството и Министерството за земјоделство, од кој што можам да кажам дека сосема сме задоволни, бидејќи во еден исклучително краток рок успеа да ги проверат сите површини, да направат пресметки и да ги достават до Министерството за финансии. И ние, со оглед на тоа дека приходите се добри во буџетот, можевме да извршиме исплатата. На прашањето дали набиената агенда на вице-премиерот значи кандидатура за председателските избори, еве што одговори Ставески. ВМРО-ДПМН како сериозна политичка партија нема на дневна основа да коментира или да лицитира со имиња. Ние имаме конвенција на 1 март и делегатите, односно членството, базата ќе изберат кој ќе биде председателскиот кандидат на ВМРО-ДПМН. Јас верувам дека ќе избереме квалитетен кандидат и дека кандидатот на ВМРО-ДПМН ќе биде идниот председател на Република Македонија. На плоштадот во Неготино поставени беа штандови за дегустација на вина, ракии и останати пијалоци од грозје. Општината обезбеди искара за посетителите, а колкави количини на вино и храна им беа на располагање на посетителите на манифестацијата, информира градоначалникот Ванчо Апостолов. Вино има во неограничени количини, скара исто така општина Неготино се потруди заедно со целиот бизнис сектор да обезбеди поголеми количини, околу 1000 килограми, па се надеваме дека на задоволство на граѓаните, бидејќи тоа сето е бесплатно, ќе продолжи забавата во истиот тек. Во чест на Свети Трифун организирана беше и богата културно-уметничка манифестација. На плоштадот во Неготино настапи фолклорниот ансамбл, а за забавата се погрижи Благица Павловска. Министерот за земјоделие Љупчо Димовски денеска присуствуваше на закројување на лозите на винарската визба Тиквеш. На одбележувањето на празникот на лозарите, друштво му правеше хрватскиот колега Тихомир Јаковина. Според министерот Димовски, владата и понатаму ќе продолжи интензивно да го поддржува лозарството со цел македонската винска индустрија да може да го искористи својот огромен потенцијал. Последните резултати од пласманот на македонското вино на јавности се познати. Тоа е уште една потврда дека лозаропроизводството и производството на вино стануваат еден од стратешките сектори во македонското земјоделство со навистина добра иднина. Од тие причини и во следниот период ќе посветуваме се поголемо внимание на развој на овој сектор. Во оваа прилика можам да им соопштам на лозаропроизводителите дека на денес се исплатени повеќе од 380 милиони денари по основ на финансиска поддршка за одржување на лозов насад, значи ветените субвенции согласно со програмата за исплата која што беше оваа година објавена, се веќе на трансакционите сметки на лозарите. И мене ми е задоволство што токму за нашиот заеднички апресен нивни празник Свети Трифун ја има таа можност да ги подигнат средствата кои што се исплатени од страна на владата на Република Македонија. Истовремено можам да кажам дека денес и утре ќе имаме разговори кои што се веќе започнати со мојот драг пријател, односно колега, министер за земјоделство на Република Хрватска, господин Тихомир Јаковина, за уште поинтензивна соработка помеѓу нашите двете министерства, а и малку поширока. Секако дека составен дел од тие разговори ќе биде токму и приликата зашто сме овде присутни, а тоа е значи можностите во соработка и во делот на лозарството, односно винарството. Во текот на вчерашниот ден имаше и една последна трибина од страна на нашите хрватски колеги, каде што беа презентирани нивните стратегии, односно стратегиите изготвени од страна на
универзитетските професори од Република Хрватска во делот на развивањето на винарството, кои што би сакале да ги искористиме и во Македонија. Република Хрватска е веќе членка на Европската Унија. Тоа нас ни представува особено задоволство, меѓутоа ќе се обидеме сите нивни искуства кои што ги имаат во пристапувањето кон европското семејство да ги пренесеме и во нашиот случај. Големо задоволство што можеме да го одбележиме на еден од локалитетите на винарија Тиквеш заедно со видните гости, министрите за земјоделие на Македонија и Хрватска, но и со нашите партнери лозарите. Тука ги има во голем број и денеска е символичен почеток на новата винска година, а ние како општествено одговорна компанија вложуваме континуирано во нашата соработка со лозарите и на еден символичен начин денеска ја почнуваме новата година, новата винска година со надеж за суверување за подобар род и поквалитетен производ, затоа што квалитетното вино пред се почнува од лозијата. Празникот Свети Трифун денеска се одбележа и во Кавадарци. Се закрои црковната лоза во дворот на црквата Свети Димитрија и импровизираниот лозов насад на градскиот плоштад. Во Кавадарци беа присутни амбасадори и делегации од повеќе странски амбасади. Благослов за берикетна година денеска на празникот на лозарите Свети Трифун упати митрополитот на Повардарската епархија господин Агат Ангел. Тој со свештенослужители од епархијата и градоначалникот на Кавадарци Александар Панов ја закрои црковната лоза во дворот на храмот Свети Димитрија. Верниците, како што налага традицијата, земаа лозови прачки кои ќе ги однесат на лозовите насади, за истите да бидат родни и заштитени од болести и штетници. На закројувањето во црквата претходеше церемонија на закројување и на градскиот плоштад. Таму актери од Кавадаречкиот театар изведоа драмски перформанс, представувајќи го одбележувањето на денешниот празник на едно кавадаречко лозарско семејство. Импровизираната лоза ја закроија градоначалникот Александар Панов, председателката на Советот Горица Пеливанова Вилхелм, советници и гости од амбасадите во земјава кои дојдоа на прослава на празникот. На градскиот плоштад настап имаше фолклорниот ансамбл Тиквеш со сплет од народни игри, а тајфата на Димодулот беше задолжена за расположението на присутните. Повеќе винари и издруженија на граѓани на штандовите ги представија своите производи од вино, ракија и специјалитети подготвени од грозје, кои имаа можност да ги дегустираат и гостите од страна кои беа дел од прославата на празникот. Градоначалникот Панов, пратеничката Весна Пемова и председателката на Кавадаречкиот совет Горица Пеливанова Вилхелм упатија честитки по повод празникот до сите лозаропроизводители. Секоја година кога фактички го отпочнуваме или правиме една символика преку чествување на Свети Трифун за отпочнување на земјоделските работи или лозарските работи, сите лозари се со една желба, а тоа е да помине добро годината, да имаме беричетна година, да немаме многу штети од штетниците, од градот, од времето и на крајот секако да немаат лозарите да немаат штета од плаќањето на грозјето. Она што е политика на владата на Република Македонија, она што е господова работа, треба само да најде еден сојузник во оние кои што го откупуваат грозјето, редовно да го отплаќаат и да биде многу подобро и од оваа година. Значи оваа година имавме релаксирана, односно 2013 беше релаксирана, на некој начин ни се услишија сите молитви и желби, меѓутоа далеку сме од тоа дека имаме идеални години за лозарството. Ако оваа година имаме рекордна продажба на вино, моја желба на верувам на сите од Кавадарци, на председателот на Советот, на нашата пратеничка е токму тоа, да немаме проблеми со откупот на грозјето и да имаме беричетни и просперитетни лозари. За многу години нека е празникот и се надевам дека оваа година ќе биде уште поберичетна од минатата. Градоначалникот кажа, ние сме овде да помагаме за секој проблем што произлегува од областа на земјоделието, меѓутоа се надевам дека оваа година ќе биде уште година без проблеми, дека веќе проблемите во земјоделието или во лозарството се надминуваат полека и се надевам дека сите земјоделци ќе бидат задоволни, бидејќи владата и понатаму со мерките, односно со субвенциите продолжува, кои што се од голема корист за нашите земјоделци. Оваа година се тие уште повисоки од минатата, односно 140 милиони евра. Се надевам дека овие средства ќе им помогнат на
нашите земјоделци да имаат уште подобро производство, добар пласман и подобар живот за нив. Јас би искористила приликата на сите граѓани на општина Кавадарци да им го честитам празникот Свети Трифун и воедно да е за многу години и се надеваме дека со помалку проблеми во наредните години. Душан Кирич и годинава ја продолжи традицијата со сите верувања и обичаи, заедно со локална самоуправа Росоман закрои овој 14 февруари. Продолжува традицијата на Душан Чирич Росоман со сите верувања и обичаи да се слави празникот на лозарите Свети Трифун. Така беше и денеска на свеченото закројување на лозовите плантажи, каде на оваа фирма повторно и се придружи локалната самоуправа на чело со градоначалникот Стојан Челазов. Свештените лица од црквата Света Тројца во Росоман, сопственикот на Душан Чирич, Кире Шошев, вработените и градоначалникот Лазов закроија и посакаа берикетна и плодна година. Свети Трифун го славиме овде на полето во Росоман, значи благодарение на собственикот на Душан Кирич, господинот Кире Шошев, и нормално дека на мене како важен субјект ми е особено драго што секоја година го направи традиционално прославувањето на Свети Трифун не на плоштадот во Росоман, да речеме, него на полето, таму каде што се насадите на лозија, таму каде што и се работниците кои што ги работат, и од таа гледна точка ние како локална самоуправа секогаш доаѓаме овде, значи јас како градоначалник посебно ми е чест да дојдам тука, да посакам добар бериче, добар успех во понатамошното производство и нормално едно од многуте важни работи е тоа што за Росман Душан Чирич се уште беше и се уште е субјект стопански кој што нуди вработување на луѓето од Росман, кој што нуди перспективи, и вие пратите дека од Душан Чирич почна и она пласман на праска, продолжува да биде пласман, значи продолжува да биде носител и двигател на сите промени кои што настануваат во земјоделското производство. Ние сме посебно горди на сето ова и нормално дека градоначалникот и локалната самоуправа ќе бидат тука со луѓето, со работниците, со собствениците на овие плантажи, и на крајот ми останува само да му се заблагодарам за сето ова што го прави во делот на организациите. Нормално тука има многу мал дел и општината во делот на организациите, но и да посакам на сите добро здравје и добар беричет за наредната година. Изминатата година за нас беше берикетна и од ова очекуваме плод и берикет. Работиме на проширувањето на капацитетите, а ќе не има на пазарот и со нови култури, најави собственикот на Душан Кирич, Кире Шошев. На некој начин сум задоволен од родот минатата година. Набравме негде околу 2 милиона килограма, може и нешто повеќе. Пласиравме на странските пазари Русија, Белорусија, Хрватска, Полска, Чешка. Така, оваа година планирам да има поголемо производство. Планирам. Дај Боже, Господе чува, не лени Свети Трифун денеска. И мислам дека нема да има никаков проблем околу пласманот. Ако имаш квалитета, ниту го имаме, добро пакување, нема да има никаков проблем околу пласманот. Плюс тоа, еве сега правиме нови објекти тука, го продолжуваме ладилникот, секоја праска ќе биде калибрирана, сите ќе бидат исти во гајбата, тоа го бара пазарот, така да со квалитет и на праската и добро пакување нема да има никаков проблем околу пласманот и оваа година. Оваа година ќе садиме пак нови 15 хектари, тука ќе садиме и цреши, праски и некоја површина круши ќе биде тоа, така да гледаме на некој начин пазарот што бара. Не може само праска да садиме, оти ќе се за сите пазари со праска, не сме само ни производители на праска, имаш и Шпанија, Грција, Португалија, Турција, така да мора малку да смениме некоја култура. Сега најактуелни се моментално и ќе бидат уште понатаму наредните 10-15 години црешите. Ги бара, така да мора да се научи и тука народот да по некоја површинка, така да седи со цреша, кајсија, круша, јапонско, јаболко, така да има, значи шо и да садиме, на некој начин се чоде. Само мора малку да измешаме, оти нели луѓето на земјата, бројот на луѓето на земјата се зголемува, земјата е таа, така да храна како и да е секоја ќе треба. Најмногу во Русија,
најмногу 90% од цела таа количина која што имаме се минува за Русија, Белорусија, после понатаму следува Хрватска, Полска. Вчера имаме гости од Русија, би тие се интересирани. Русија е најголем купец и најчесен купец и нема никаков проблем до сега. По традиција, славењето на Свети Трифун, починот на закројување, продолжи со заедничка веселба во халите на Душан Чирич, каде освен вработените, присутни беа и представници на повеќе министерства и амбасади. Граѓанската опција за Македонија Гром денеска се вклучи во одбележувањето на празникот на лозарите. Пред членовите и симпатизерите беше представен и нивниот председателски кандидат, професорот доктор Зоран Поповски. Во партиските простории на Граѓанската опција за Македонија денеска исто така се празнуваше празникот на лозарите Свети Трифун. На прославата присуствуваат членови и симпатизери на партијата, беа упатени пораки до лозарите за плодна и берикетна година и ветување дека Гром ќе се залага на лозаропроизводителите повеќе да им се вреднува трудот. Наша програмска определба и наше големо убедување како представници на Гром е дека лозарите треба да им се вреднува повисоко, реално и пазарно нивниот труд, да на нивниот труд се остваруваат приходи кои што ќе значат еден живот кој што е среќен за земјоделците, кој што е среќен за лозарите и кој што значи просперитет на нивните семејства, а и развој на Кавадарци. Во таа насока ние се залагаме за во предстојните председателски и очекувани парламентарни предвремени избори да предложиме председателски кандидат, да предложиме кандидати за пратеници кои што ќе значат вистински представници на граѓаните на Кавадарци за нивните интереси, кои што ќе предлагат такви измени на законот кои што ќе гарантират на земјоделците лозари она што го произведуваат пазарно, да им се вреднува и што е најбитно, да има гаранции со конкретни мерки да некако до сега се плаќа за година-две, него да се плаќа во еден разумен рок кој што ќе значи за земјоделците сигурна наплата и со тоа сигурно обезбеден постојчен живот и просперитет на домаќинството од Кавадарци. Пред членовите и симпатизерите во Кавадарци Гром го представи и својот кандидат за председател на државата, професор доктор Зоран Поповски. Тој нагласи дека неговата преокупација ќе биде повторно да се врати идентитетот на граѓаните. Прв пат во Македонија имаме кандидат кој што влегува, да речам, во ова безпоштедна и некогаш некоректна борба која што ја водат големите партии, во кој што се губи идентитетот на граѓаните. Некако како да ги подзабораваме граѓаните. Како да се важни само политичките интереси, партиските интереси, доека граѓанинот како поединец и неговиот личен интерес, интегритет, безбедност се некако стаени на страна. Од тие причини моја клучна обврска ќе биде да го вратиме на пиедесталот неговото височество граѓанинот. Ќе направам се да обезбедиме пред се етничка стабилност, која што ќе биде основа за безбедносна стабилност во државата, таа пак ќе даде политичка стабилност, а тоа е пак во крајна линија услов за економски просперитет во државата. Ако тие работи не се споени, државата ќе тапка во место како што за жал правиме последните 20 на години. Ова не се само зборови. Навистина сме создале тим. Вие знаете дека за многу кратко време во Гром се зашленија преку 20.000 членови, се конституираа преку 40 општински организации. Убедени сме дека во недела за рекордно краток временски период ќе ги собереме неопходните 10.000 потписи и тогаш ќе им покажаме на политичките опоненти дека нема играчка со Гром. Професор доктор Поповски нагласи дека силно ќе се залага Македонија повеќе да не стои на маргините на надворешната политика. Во НАТО и ЕУ мора да влеземе и заради безбедносни причини и заради привлекување на странски инвестиции. Во Македонија нема да има политички затвореници независно од нивната политичка припадност. Ако има политички затвореници, ќе има и аболиција, рече пред кавадарчани председателскиот кандидат на Гром и им го честиташе празникот на лозарите, посакувајќи им богат и квалитетен род.
Генералниот секретар на СДСМ Оливер Спасовски и претеничката Ленче Николовска денеска беа во посета на Кавадарци на прослава по повод празникот на лозарите. Спасовски им го честита празникот и им посака подобри времиња на производителите на грозје. Најпрво сакам на сите граѓани на Кавадарци, на сите лозари од Република Македонија да им го честитам овој голем празник за нив, Свети Трифун, да им посакам добро здравје, лична и семена среќа и да навистина се подобрат работите во овој сектор. Мислам дека лозарите и воопшто земјоделците во Македонија се најпонижени во овие изминати 8 години и заради тоа мора нешто да се промени во оваа држава. Посакувам навистина да имаме нормална власт која што ќе овозможува да имаат земјоделците и лозарите субвенции секогаш, а не само пред избори, и да им ги исплаќаат редовно за да можат да живеат со нивните семејства. И сакам да навистина она што го говорат во собрание заменик министерот за земјоделие, премиерот Груевски да го кажува и пред граѓаните. Во собрание кажува дека нема дополнителни 2 денари по килограм за земјоделците. Мислам дека треба и денеска на денот на лозарите да излезат и тоа да го соопштат на секој лозар. Меѓутоа, нека дава Господ здравје на секој земјоделец, да навистина направиме се да ги промениме работите во Република Македонија и да не зависи работата на земјоделецот од власта, туку да биде власта сервис кој што ќе помага на секој земјоделец и на секој граѓанин во Република Македонија. Затоа сакам берикетна година и подобри услови за работа на сите лозари и земјоделци. Сдруженијето на винари и индивидуални производители на вино, Винотек од Кавадарци, денеска беше дел од празнувањето по повод Свети Трифун. На своите штандови на градскиот плоштад им понудија на кавадарчани можност да ги дегустираат производите на нивните членови. Па да ти кажам право, не само кавадарчани, го сакаат и останатите. Значи во виното и вистината, сите моди поминуваат, само модата на виното останува. Тука во наша организација на Винотек, во склоп на организацијата на општина Кавадарци, градоначалникот на Кавадарци Александар Панов, ни земе учество со 5 винари, од кои што 2 се домашни, значи тука се Еленови, тука се Ангелови, тука е Донов, кои што се наши членови, и исто така од приватните Горан, исто е тука Блашко со нивни собствени домашни. Вчера имавме надпревар за домашни раки и така да сето се помина у убав ред, убав амбиент и очекуваме нели у наредна ден ќе ги викнеме сите тие што учествуваа на нашите дегустации, повторно ќе ве поканиме и вас како Ценета куќа КТВ да присуствувате на нашите доделување на награди и така. Поздрав за сите кавадарчани, цени и порака од Винотек. Цените се самите себе, да ве ценат и другите. Живели! Денеска закроија и пензионерите од Сдруженијето на пензионери Кавадарци посакаа плодна и берикетна година за сите лозари. Плодна и берикетна година за сите лозари денеска посака и пензионерите од Сдруженијето на пензионери Кавадарци. Свечено и тие по традицијата го одбележаа Свети Трифун заедно со своите пријатели, пензионери дел од повеќето здруженија во Македонија. Со традиционалното закројување и со доаѓањето на Свети Трифун, заштитникот на лозарите ја започнаа својата манифестација, која годинава особено ја збогатија со голем дел на културни настани. Пред присутните пензионери се обратија председателот на Сдруженијето на пензионери Кавадарци Ристо Анѓушев и секретарот на Сојузот на пензионери на Македонија. Ние за денеска подготвивме добра програма. На сите ви посакувам добро здравје, добро расположение и добра забава. Поздрав до сите присутни и многу среќа и многу здравје и многу љубов, зашто денешната ден е ден на гроздје, вино и на љубов. Почитувани, денеска тука, кога дојдов, видов дека има пензионери од сите краишта на нашата држава. И навистина ќе се согласите со мене дека денес овде, тука, на дланка е Македонија во мало. И тоа
во центарот на Македонија, во Кавадарци. Во рамки на манифестацијата Свети Трифун за прв пат годинава пензионерите организираа и надпревар во кршење прачки. Се бираше највештиот за оваа работа. Се организираше избор за најдобар пеач, а присутните пензионери ја избра и најубавата пензионерка. Целата манифестација беше збогатена со убава македонска музика и многу хумор, интерпретиран од Илија Неделковски Ограјски или кај кавадарчани познат како Тоде Боде. Инаку кавадаречките пензионери своите гости денеска ги пречекаа со традиционални кавадаречки јадења, сладка и напитоци подготвени од грозје, а за пензионерите достапни беа и билките на Бабарада. Се закрои свечено виновата лоза и во Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци. Се доделија и наградите за најдобрите вина од учениците. Според традицијата за Свети Трифун, денеска се закрои свечено виновата лоза и во Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци. Средношколците низ театарска изведба на своите соученици им ја раскажаа легендата за Свети Трифун, неговото постоење, мисијата, верувањата во Бога. На малку хумористичен начин учениците дознаа кој што бил маченикот Свети Трифун, но сведочеа и за фамилиарните подготовки за тргнување на лозија и кроење. Учениците се тие кои учат од нас и применуваат знаење за оттука да излезат како стручњаци, ни рекоа професорите, кои гордо ги следеа како го вршат чинот на закројување. Во рамки на празникот и надвор од училишните обврски и учениците и професорите од Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров беа дел од коктелот на кој се дегустираше виното произведено од училиштето. Црвени и бели вина се дегустираа и вчера во рамки на денешниот празник, а по оценувањето на стручната комисија денеска беа доделени и наградите за најдобрите ученици. Прва, втора и трета награда добија учениците со најдобро произведени бели и црвени вина, а награди исто добија и учениците кои се надпреваруваа во изборот за најдобро изработена резба по повод Свети Трифун. На комисиите му беше многу тешко да направат избор, бидејќи навистина имавме квалитет и многу научиле во ова училиште и за резидбата и да прават квалитетни, добри вина, но сепак одбра, нели, ученици кои што се одделуваа со одреден квалитет над другите и еве денеска ќе му поделиме дипломи и награди за она што го вложиле како труд. Наградите на најдобрите ученици им ги додели директорката Божанка Минова, која им посака многу успех и понатаму со надеж дека праксата ќе ја преточат во стручност. Продолжуваме и со останатите теми во вестите на КТВ. Ново пловно возило за контроли низ Тиквешкото езеро доби кавадаречката полиција. Ќе се контролираат редот и мирот, кои често знаат да бидат нарушени од викендашите. Водени од потребите за поефикасно вршење на својата работа и должност, Министерството за внатрешни работи направи напори да изнајде модерен и современ начин за вршење контроли низ викенд на селбите. За таа цел збогатен и возниот парк на полициска станица од општа надлежност Кавадарци, но овој пат со ново модерно пловно возило, кое вчера пробно беше пуштено во водите на Тиквешкото езеро. КТВ имаше ексклузивна можност да сведочи за оваа новина, што би требало да значи намалување на кривичните дела и прекршоци кои често знаат да настанат токму покрај викенд куќите на Тиквешко. Станува збор за модерно пловно возило опремено со најсовремена опрема и техника, која треба да им помогне на нашите полициски службеници, кои сега многу почесто ќе бидат во контроли низ Тиквешкото езеро, ни рече вчера помошник командирот на полициска станица Кавадарци Миле Трајков. Често околу викенд куќите, особено во деновите од викендот, се случуваат кривични дела и прекршоци, за кои подоцна истрагата и расветлувањето поради обезбедување на докази траат подолго. На овој начин и со почести контроли многу полесно ќе биде да се спречат прекршоците, смета Трајков. Помошник командирот на Кавадаречката полиција информира дека наскоро
и официјално ќе биде пуштено во функција новото пловно возило на Кавадаречката полиција, пошто ќе бидат одредени и редовните чести контроли низ Тиквешкото езеро. Очекувањата на Трајков се дека истото и тоа како ќе помогне во спречувањето и намалувањето на прекршоците низ викенд куќите, но првично и во поголемо воведување на ред и мир низ речиси сите населби кои гравитираат околу езерото. Инаку Кавадаречката полиција ваков тип на пловно возило добива за прв пат. На тема злоупотреба на безвизниот режим вчера заседаваше советодавната група на граѓани на седница одржана во регионален центар за гранични работи Југ Кавадарци. Вчера во организација на Оделот за превенција при СВР Велес во просториите на регионалниот центар за гранични работи Југ Кавадарци се одржа состанок на советодавна група на граѓани на кој се дискутираше на тема злоупотреба на безвизниот режим. Присутни на состанокот беа членови на СВР Велес кои директно се вклучени во превземањето дејствија за спречување на злоупотребите на безвизниот режим, представници на невладиниот сектор, туристичките агенции кои работат на подрачјето на Кавадарци и други релевантни фактори. Во гранична полиција Кавадарци за прв пат заседа во овој состав, а во изјава за медиумите говори инспекторот за превенција при полициска станица од општа надлежност Кавадарци Димитар Каракулев. Целта на ова советодавна група на граѓани е, граѓаните од нашите општини да ги запознаеме со придобивките кои што Македонија ги доби со стекнувањето на оваа безвизна либерализација, потоа со обврските и со можните последици за сите оние кои што ќе ги прекршат овие правила. Денеска овде во просториите на гранична полиција регионален центар Југ, каде што се одржува советодавната група на граѓани, како целна група ни се представници од туристичките агенции, од нашето подрачје, потоа представници од исламската верска заедница, представници и повидни граѓани на општина Кавадарци од ромското население, кои што можат да го пренесат сето ова што ќе го чујат на советодавната група на граѓани на останатото население, представници од полициска станица Кавадарци и надлежни инспектори кои што можат да дадат одговор на сите поставени прашања на оваа тема, представници од центрите за социјални работи од општина Кавадарци, како и вие како новинари, односно медиуми, преку кои што сите овие пораки кои што ќе бидат денес кажани овде на оваа советодавна група на граѓани побрзо ќе стигнат до поширокото население. Целта, да повторим уште еднаш, на оваа советодавна група на граѓани е да се запознае населението со овие придобивки, со безвизната либерализација, како и со можните последици кои што можат да настанат за нив доколку не се почитуваат овие правила, овие закони. Надлежните велат дека ова е само почеток. Вакви и слични активности на оваа тема ќе има се почесто, а целта е единствена – да се намали или спречи злоупотребата на безвизниот режим. Одбележан патрониот празник на Општинското основно училиште Тоде Хаџитефов Кавадарци. Празникот на својот патрон денеска го одбележа Општинското основно училиште Тоде Хаџитефов Кавадарци. Во таа чест пред споменбистата во дворот на училиштето, повеќе делегации положија свеж од цвеќе, а беше организирана и богата културно-уметничка програма. За новитетите, достигнувањата и успесите на училиштето пред присутните говореше директорот на училиштето Никола Нешковски. Работиме на патот кој е трасиран од реформите во образованието во Република Македонија, па и пошироко. За прв пат се соочивме со екстерното и интерното оценување на учениците и наставниците, како за прв пат организацијски и технички го завршивме успешно, можеби со мали остапки во оцените и слични работи, како за прв пат можеби оправдано затоа што не зависеше се од нас, како наставници или училиште, секако ова година се она што е како негативно, дали од наша страна или од МОН и ДИЦ, ќе биде надминато. Националната агенција за европско образование како проект успешно го работиме, а тоа е доказ, односно како резултат го добиваме знакот за европски квалитет преку програмата e-Twinning, заедно со уште 22 европски држави. Околу проектите, како наша специјалност, по трет пат ги добиваме
односно го добивам зеленото знаме, како грант училиштето е наградено со 1000 евра за реализирање на проектот во училиштето Штедливи светилки. Секако по заслуга на екоодборот во нашето училиште. И се разбира и останатите работи. Успеавме да се избориме за ново финансирање, за ново работување, да го пополниме работното место психолог во нашето училиште, кое беше од многу големо значење за квалитетот на една воспитно образовна институција како што е и нашето училиште. На патрониот празник денеска традиционално општинското основно училиште Тоде Хаџитефов ги додели и наградите за најуспешните ученици. Наградена беше Елена Ридова како првенец на генерацијата. Наградени беа и најдобрите од повеќе објавени конкурси по повод патрониот празник, како и учениците со постигнати завидни резултати на повеќе организирани општински, регионални и државни надпревари. Јубилејни награди добија и наставниците, како и вработените со јубилеен стаж во училиштето. Во чест на Свети Трифун, синоќа во музеј галерија Кавадарци беше отворена изложбата на нашиот сограѓанин Лазар Дојчинов. Во чест на Свети Трифун во локален музеј галерија Кавадарци синоќа беше отворена изложбата на Лазар Дојчинов, човекот кој ја навикна културната публика од градот секој празник на лозата да очекува негови дела со насликана винска убавина. Голема љубов на Дојчинов е акварелото. Од 2004 година работи и масло на платно. Виното, гроздот, бочвите, лозовите насади нацртани и овој Свети Трифун ја изненадија публиката конзумент на ликовната уметност. Присутните во музеј галеријата ги поздрави директорот Петре Камчевски, а еве што од оваа институција рекоа за авторот Дојчинов. Како што импресионистите во 19-тиот век ги не пуштија своите ателјеа за да сликаат во слободната природа, така и Дојчинов ја напушти сигурноста на своето ателје и се предаде на тиквешкиот пејсаж, кој преку својата визија и субјективна импресија ни го представи во своето дело. Дојчинов ги ослободува предметите од својството на тежина, густина и цврстина и ги трансформира во чиста светлосна енергија со обилни бои и тонови во неговата најомилена техника акварел, која е една од најтешките ликовни изведби. Неговите пејсажи, проткаени со богата колористична палета, ја долвуваат творечката фантазија и креативност од која извира бескрајниот простор на неговиот сон. Инспириран од убавините на тиквешкиот пејсаж, Дојчинов е еден од најголемите репрезенти на поднебието од кое произлегува во сликарскиот круг. Следната сликарска обсесија на Дојчинов е маслото на платно. Тематскиот диапазон во оваа техника се движи од пејсаж, преку мртва природа па се до абстракција. Овде уметникот ни ги представува природните предмети не во нивната телесност, туку во расчленувањето на бои кои го предизвикуваат сонцето, светлоста и воздухот. Локалните бои овде отпаѓаат, а на нивно место доаѓаат безбројни точки пигмент кои повторно се соединуваат во окото на гледачот. 44 дела на Дојчинов се 44 навлегувања во неговиот свет на бој, 44 прошетки во неговата фантазија, имагинација и визија. Благодарност до публиката упати авторот кој инако е добитник на бројни награди и признанија. Ова за него е уште една во низата самостојни изложби, организирани во Кавадарци, Неготино, Кратово, Пробиштив и Србија. Синоќа во хотел Фени во Кавадарци во организација на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН се одржа традиционалната комитска вечер на која присуствуваа голем број членови на партијата. Меѓу присутните беше и министерот за образование Спиро Ристовски и представници на раководството на ВМРО ДПМН. Времето утре ќе биде претежно сончево и топло, со утрински температури од -3 до 4 степени, а дневната од 7 до 15 степени. Гледавте вести, имајте пријатна празнична вечер со вино и со љубов. Довидување.